вторник, 5 ноември, кратки вести во 12 часот. Како едни од медиумите кои ја следат изградбата на автопатот Кичево Охрид и целиот процес од самиот почеток, екипи на Супер радио и Охрид прес направија обиколка на трасата до Кичево. На потегот од Охрид до Подмолје се поставува земја во просторот помеѓу двата коловози. Од Ботун кон Арбиново и натаму поставена е асфалтна подлога и на вториот правец и се работи на патеката помеѓу коловозите. Поголема градежна механизација има кај Арбиново, каде се одвиваат градежни зафати, како и на потегот кај селото Извор и натаму кон Кичево. Најавите на надлежните се до почетокот на следната летна сезона да биде ставен во функција поголемиот дел од автопатот, делот од Врбјани и Арбиново до Охрид, а до крајот на 2026 година и целата делница. Пабло Лопес од Етиен Гари во Франција ја освои првата награда на конкурсот на Тера Вива за дизајн на наутички клуб кај одморалиштето на Феријалниот сојуз во Далјан во Охрид. Земајќи инспирација од оригиналниот дизајн на архитектот Борис Чипан, надпреварот бараше дизајн на наутички и социјален клуб кој би бил отворен и за локалната заедница и за сезонските туристи. Од жирито напоменуваат дека ја ценеле намерата на проектот да ги минимизира интервенциите на локацијата и брегот на езерото. Велат има само едно просторно проширување, дизајнирано да се усогласи со реставрираната главна зграда, како и со самата локација. Информацијата за охриѓанецот Петар Поповски, професор на Универзитетот во Олборг, Данска, кој во последното интервју открива дека со вредна работа и аплицирање за грантови за 12 години изградил катедра со над 30 истражувачи на Универзитетот во Данска, е помеѓу најчитаните и најкоментираните на Facebook профилот на Охрид прес. Читателите велат дека се исклучително горди на Петар, но и сите талентирани македонци кои творат и се успешни во светот. Сепак потсетуваат дека како општество правиме премалку за ваквиот кадар да го задржиме во државата и секоја година губиме се повеќе млади луѓе кои бараат подобра иднина за себе и семејствата далеку во светот. Времето денес претежно сончево со мала локална облачност, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 16 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.